Добро вечер, почитувани гледачи. 19 часот, денес е вторник. Ова е време кога се емитува премиерното издание на емисијата Живи и здраво на К1 телевизија. Ортопедски заболувања и пореметувања, перипростетски инфекции и нивниот третман. Ова се темите на кои вечерва разговараме, односно бараме одговори на одредени прашања поврзани со оваа тема од доктор Сашо Младеновски. Тој е, се разбира, ортопедски хирург од специјалната болница Филип II. Докторе, јас ве поздравувам и ви посакувам пријатна вечер во студиото на К1 телевизија. Добре дојдовте. Поздрав до вас, до вашите гледачи. Задоволство да се види тука. Така. На самиот почеток, кои се најчестите ортопедски заболувања, како и пореметувања кои се диагностицираат и лекуваат во специјалната болница Филип II? Зашто конкретно станува збор? Ортопедијата као гранка е многу широка, се занимава со лекување на болести и на повреди на локомоторниот систем. Од моментот на раѓањето, значи на човекот, на бебето, детето, детската возраст, адолесцентната фаза, зрелоста и длабоката старост на кај луѓето. Така да, ние како специјалисти во одредена гранка од медицината, конкретно ортопедијата со травматологијата на локомоторниот систем, значи опфаќаме целата популација на населението без разлика на пол, возраст. Од моментот на основувањето на Оделот за ортопедија и травматологија во Филип II, целокупната таа проблематика, болести, пореметувања, повреди, значи се опфатени во амбулантата за ортопедски болести од страна на неколку специјалисти кои работат се уште или досега работеле во специјалната болница Филип II. Така да, како посебна гранка би ја одделиле детската ортопедија, значи почнувајќи од превентивен скрининг за појава на деформитети, конкретно за крив врат, деформитети на рбет, исколчување или недостаточност на развиеност на колковите, криви стопала или други деформитети, рахитис и останати работи кај малите деца, се што е поврзано со локомоторниот систем, како и повреди кај деца, кај новороденчиња, ние ги викаме постпартални скршеници кај дечиња. Значи, еден сегмент од тој дел на ортопедијата е детската ортопедија, која посебно се негува во специјалната болница Филип II заради самата сложеност, нели, на целиот комплекс на болницата во која се изведуваат и детски интервенции на срце и на другите, значи урогенитални, абдоменални, и тука влага нели ортопедијата, бидејќи екипата што работи како на интензивно лекување на анестезија, се вични и искусни во поглед на третирањето и предоперативно, интраоперативно и постоперативно кај тие деца. Сепак тука е и конзервативниот третман, нели амбулаторниот третман, така да као гранка ние ја негуваме, имаме доста дечиња истретирано, диагностицирано, лекувани, значи од најлоши болести, од малигни, од бенигни неоплазми, од скршеници, од исчашувања нели на некои на колкови деформитети на рбетен столб. Потоа тука спаѓа значи одсекот, тоест делот на ортопедска травматологија, бидејќи травматологијата како поиме широк, има травматологија на внатрешни органи или на граден кош. Исклучиво се занимаваме со лекување значи на повреда на коски и зглобови, како и на спортски повреди, што е многу битно. Денеска се тие нели во тренд со оглед на тоа што и не да се спортува, и не да се биде фит, така да доаѓа до разни повреди, како на рамењата, лакото, рачниот зглоб, на сите зглобови, нели? Така се занимаваме со една суптилна диагностика и третман, како конзервативен, така и оперативен на повредите, скршениците и спортските повреди. Едно широко поле кое е едно од најчестите нели заболувања и предизвик во лекувањето, во третманот на кај ортопедските болници е една голема палета на дегенеративни заболувања, особено заболувања на големите зглобови, како што се колкот, предсе, коленото, рамото, и исто така недегенеративни заболувања, значи секундарни
пореметување на зглобовите, на нарушување, значи на рскавицата и промена на изгледот, деформитети на зглобовите предизвикани од други причини, како што се посттравматски, значи потоа имаме ендокринолошки и групите на ревматски заболувања кои најчесто доаѓаат после известно време од конзервативен третман кај специјалисти ревматолози во таа област за конечно решавање, значи за подобрување на мобилноста на зглобовите за да можат да одат, да се движат повторно, бидејќи тие заболувања се проследени со еден голем инвалидитет и силно намалување на општата животна активност. Па затоа тука ние како ортопедски хирурзи ние ги решаваме тие проблеми да пациентите се вратат во животот и нормално нели направат еден исчекор да го подобрат квалитетот на животот и да живеат без болка. Така. Со какви најчесто заболувања или пореметувања се среќавате вие во вашето секојдневие? Дали станува збор за повозрастна популација, за скршеници или за било какви повреди? Кои се најчестите пациенти кои што редовно вие се Сакав да соочувате? дополнам уште две групи на Так. заболувања. Тоа се заболувањата на рбетниот столб, пред се и потоа посебен осврт значи на туморологијата, онкологијата, на малигните и бенигните неоплазми на локомоторниот систем. Значи тоа се оние две области Так. што не успеав да ги докажам. Во нашата пракса, бидејќи се работи за приватна болница, нели, по силата на нештата, нели, пациентите не можат да бидат упатувани кај нас, бидејќи не се работи со Фондот за здравствено осигурување. Сепак, процентот на пациенти кои доаѓаат кај нас, значи, интересно е што 1/3 од пациентите ни се дечиња, значи, новороденчиња до 6 месеци возраст, рано детство, значи 2-3 годишни деца, дечиња до 10 години. Пред се работиме со третман на болести, повреди и деформитети во таа возраст. А другото се, значи, 1/4 од нив се спортски повреди, значи тоа се повреди кои побаруваат еден поинаков пристап во лекувањето, не е само гипс да ставиме и сме го решиле проблемот, него потребна екзактна диагноза и соодветен третман. Се работи за млади луѓе кои не сакаат да имаат последици од тие повреди, сакаат активно и понатака да се занимаваат со спорт или некој вид на други активности што ги користат за подобрување на својата здравствена состојба. Па и една добра половина, значи, од пациентите се токму она што го кажав, тоа се пациенти со дегенеративни заболувања на големите зглобови. И тоа е една голема популација, значи осим дегенеративните и како секундарни нели заболувања предизвикани од другите причинители кои ги нарушуваат функцијата на зглобот и заради тоа пациентите се јавуваат за преглед. Така. Кои се диагностичките процедури без разлика за каква повреда станува збор? Како оди процедурата? Повреда или заболување, да. Без разлика, да. Така. Мислам, пред се контактот лекар, доктор, ортопедски хирург и пациент. Значи, самиот преглед и нашите учители што не учеле да станеме ортопеди, секој пат не учеа да ги користиме очите, ушите, а контактот, разговорот, од кога почело, како почело, ако се работи за нешто што не може од прва нели да се открие. Тука е физикалниот преглед, кој со низа на тестови за секој зглоб или коска или мускул, многу ни покажува и ни укажува во која насока ќе се движи прегледот и дали дополнително покрај тој наш клинички преглед и обавен разговор, нели, анамнестички, што се случувало, од кога почело, како се почело, кога е скршеница, се знае, мислам, ако е предизвикана од сообраќајна несреќа, се знае, бил здрав човекот е скршен. Меѓутоа, ако се работи за диагностика на некое пореметување, кое било, значи се појавувало, па го немало, па одеднаш пак, па симптомите се влошуваат, тука веќе има една лепеза на болести, на деформитети, на состојби, која ние мораме да откриеме која е главната причина, нели? Во начало тоа се околу 90% на случаеви
процеси на старење виновни за појава на некои болести на локомоторниот систем или на зглобовите или на коските или на мускулите. Меѓутоа, некој пат се кријат и други замки, многу тешки заболувања, како што реков, малигни заболувања, белигни заболувања, ендокринолошки заболувања, имунолошки заболувања и така натаму и така натаму. Така да, тоа се ни укажува по кој пат да тргнеме и како да го диагностицираме правилно, значи проблемот за кој се јавил пациентот во нашата установа. На располагање, значи после стандардниот преглед, секој пат според оценка, значи нека и секого, меѓутоа стандардна лабораториска биохемиска анализа со неколку параметри кои ни укажуваат се работи за хроничен, се работи за инфламаторен процес или нешто друго. Потоа, како неприкосновено средство, значи од појавата на рентген за раците до ден денеска, поготово за коскениот дел на системот, зборуваме само за коските, бидејќи рентген за раците не може да ни покажат структурни пореметувања на рскавиците, на лигаментите, менискусите и така натаму. Следно нешто, каде што има индикација, најчесто во 90% од случаевите се прават целни снимки, значи на одредени регии на телото во една, во две насоки, панорамски слики, слики под одредени косини, 30 степена, 60 степена, 90 степена, не е битно, мислам, тоа се процена што се прави и како се прави, со цел утврдување за каков тип на деформитет, состојба, повреда или нешто треба да се направи ако веќе било повредено, па да се коригира со некоја интервенција или редресмани, гипсони, не е битно. Следи рентгенското испитување. На располагање ни се плюс современите, значи тука е компјутеризованата мултислайс томографија, магнетната резонанца и дополнително се тука DEXA скенот за остеопороза, што е многу битен, нели, за утврдување на дефицитот на коскена маса и кај машки и кај женски, поготово кај жените, да се види дали имаме адекватен третман кај пациентите со кои ги лекуваме од тој тип на и да ни укаже дали она што сме го оперирале го дало ефектот, нели, за спречување на понатамошното влошување на некои состојби или остеопороза или било што друго. Токму така. Со оглед на тоа што вие сте ортопедски хирург, кога се врши хируршки третман на пациентот, освен нели кога веќе со око е видливо дека мора да се направи ваков третман? Значи, старите книги кои сме учеле, значи, кога сме почнале занатот, нели, да го учиме, ортопедијата има една мисла крилатица која вели конзервативен третман секој пат, хирургија само кога мора или треба. Да, во начало современата медицина денеска, значи од порано како што била агресивна ортопедската хирургија, кога многу наши колеги се откажувале кога ќе влезат во ортопедска сала, бидејќи била многу, нели, поврзана со алати, железа, многу бучна, со многу губиток, крварење и тие работи. Денешната хирургија веќе ортопедска, значи со сама развој на технологијата на тоа е една, ја велам, НАСА технологија, значи на се оно што вградуваме и на типот на инструментариум што го користиме и ориентацијно, значи со компјутеризирана навигација, асистенција, многу работи се веќе, значи не се како што биле пред 20 години, 30, 50, пред 100 години. Така да веќе е олесната работа на ортопедскиот хирург, една правилно поставена индикација за третман на некое заболување, на некој деформитет, на повреда во конкретниот случај, правилен избор на метода, нели, на лекување. Денеска со минимални инвазивни пристапи се постигнуваат максимални резултати во третманот и лекувањето на ортопедските повредени или болни пациенти. Така да денешната ортопедија се повеќе е оперативна, а се помалку е конзервативна. Конзервативниот дел доаѓа, значи, во предоперативната фаза и во постоперативното следење на пациентите. Така да така размислува една болница која, како мојата болница, нели, како специјалната болница Филип II, во кој пациентите доаѓаат да го решат својот проблем. Значи, почнале, пробувале на едно место, на друго место, не идело, се влошувало, и луѓето едноставно денеска се информирани, луѓето читаат, луѓето разговараат.
Значи, знаат точно каде што се прави веќе тука, на Балканот, широко во Европа. Не можете денешните пациенти вие така да им кажете, бе, ова ќе помине. Како бе, докторе, ќе помине? Не поминува така лесно. Они веќе знаат и они чекаат од вас да видите колку знаат. И они фактички, вие сте и на испит кај нив, на еден вид испит, тестирање. Дали нешто ново ќе им понудите, што веќе нешто што они не го знаат, или ќе им го потврдите она што на неколку места до сега биле пред вас, а вие сте некој, не репер, него сте вие една институција, нели, која малку не е во здравствената мрежа влезена на Македонија, него си доаѓа за консултација, за мислење што понатака и дали треба тоа да се оперира или не треба да се оперира. Така да нашите пациенти кои не се само од Македонија, они се од цел Балкан, од Албанија, од Косово, од Србија, од Хрватска имаме пациенти, од Русија имаме пациенти. Така да тука со пациентите веќе мора да се отворат картите и мора да се предложи она што е прифатено, значи по гайдлайнс и по доктрина на светско ниво, на европско ниво. Затоа што тоа наше апдейтирање трае постојано со нашите колеги во странство, со нашите колеги во Македонија и ние мораме да го следиме она што е актуелно и да го применуваме, да бидеме вични во тоа, се со цел да им понудиме на пациентите квалитетна, значи ортопедска услуга и третман на нивните проблеми. Се вградуваат импланти и протези при ваквите хируршки третмани. Какви импланти вие препорачувате и какви третирате? Со какви работите? Значи, имплантологијата или остеосинтетските материјали со нивните почетоци, значи првите протези што од Стар Египет ги изработувале од дрва. И така, како се развивала металургијата, ние сме многу зависни, значи со металургијата, со тој сегмент со индустријата за производство, нели, со челичната индустрија. Така да порано биле челични, па легури од разни челици со други, нели, метали. Денешната технологија е современа, така да во мојата болница уначело се употребуваат, не во начело, него се употребуваат она што се употребува секаде во светот, дали е во Европа, дали е во Соединетите Американски држави, се оди на варијанти прифатени, значи тоа е хидроксиапатитен титаниум, ситно порозен титаниум, тоа се безцементни протези, така да на сите компоненти, значи дали се на колена, дали се на колкови, дали се на рамења, се разбира има и стандардни цементни протези, а она што кај нас исто е, кај нас е рутина, уште од како јас пред 8 години сум од самото основање во специјалната болница, значи порцеланските ендопротези се кај нас рутина и на сите видови зглобови што постојат на телото на човекот ги имаме, ние ставаме и постојано ги ставаме. Така да, оно што е најквалитетно, значи со сите сертификати произведено во Европска Унија, тоа се вградува кај нас. Така. Безцементна инверзна модуларна протеза. Ова е нов метод кој што вие го применувате. Што е тоа? Што представува оваа метода? Добро, тоа е само еден опис на тип на имплант, нели? Кој луѓето, сочувајќи се со проблеми, значи поготово во некои специфични случаи каде што имате страшни недостатоци на коска, на недостаток на дел од коска, на неможност на користење на стандардни примерни импланти, се поставува прашањето што понатака, дали да се жртвува екстремитетот, не да се одсече, него дали да се укочува, да се скратува во некоја неповолна функција. Тогаш лекарите заедно со инженерите седнале и направиле вакви протези. Тоа значи дека тоа се протези, значи исто безцементни, типично за нив е што коскините клетки самите враснуваат на протезата. Не се користат некои медиатори како што е коскениот цемент за цврснување на таа протеза, него таа примарно през фит се вградува и влага во коскениот канал, значи на коската, во претходно подготвено лежиште. И веќе за адекватен одговор очекуваме, значи, потполно враснување за 6 недели од самиот оперативен зафат. Со тоа што они се веќе наместени и веќе од тој момент кога се вградени, веќе започнува тој процес на враснување на нашите коскени клетки околу протезата. Интересно е што нашиот имунолошки систем ги препознава како инертен материјал,
значи не предизвикува имунолошка реакција во смисол на отфрлање. Направени се од материјали ние што ги користиме едино во Македонија, титаниум алој, тоа се антиалергиски или е керамика, или е титаниум алој, ги викаат така популарно златни протези, не се од злато, меѓутоа се направени со антиалергиски материјали со висок степен на чистота на титаниум, кои не се можни едноставно никакви пропратни нус реакции од тие. Модуларно, што би значило модуларно? Значи, модуларно значи нешто составено од неколку елементи. Вие можете на масата каде што работите, имате разни делови. Значи, као децата кога се играат со лего коцкички или некои слични, нели, играчки, ние тоа не се играчки, него ние во зависност од ситуацијата, на таа што ја имаме, на таа што сме ја планирале предоперативно, на многу пати ни се случувало да се изненадиме, нели, внатре покрај сите оние припреми, затоа имаме секој пат план А, план Б, план С. Така да тој систем на модуларност, тој е првпат употребен во Македонија, да, пред 8 години, со моето доаѓање тамо. Бевме на обука во Република Хрватска во Загреб. Така да тие системи се донесени и ден денеска се работат и благодарејќи на тие системи, значи сме направиле кај многу пациенти, кај стотици пациенти, да кажам, да оно што во тоа време било mission impossible, значи невозможна мисија, да едноставно биле луѓе, ние толку можеме овде, немаме соодветни импланти, барајте си чаре. Не, ние го направивме тоа да се може да се згрижи во нашата земја, тоест во нашата болница. Така да го промовиравме тој систем, значи таа техника оперативна, така да тоа е кај нас денеска една рутина, се прави многу брзо, од почеток и нас не беше едноставно, нели? Не да го научиме, него одговорноста е голема. Многу е поинаку кога имате приватни пациенти, нели? Кога имате висока технологија и кога сите очекуваат од вас на некои нерешливи енигми да постигнете добар одговор. А тој добар одговор денеска го има во Филип II, благодарејќи на тоа што Филип II ја увезе таа технологија, ноу-хау технологија, и ја има достапна за сите пациенти и за сите прилики, и за сите типови на интервенции. Посебно се битни кај ревизиската хирургија, посебно се битни кај хирургијата после инфекција на импланти, после инфекција, значи отфрлање на некои стари типови на импланти, каде што тоа што е некој пат ставено, веќе има уништено коската, разлабавено или скршено, кај туморската хирургија се користи, значи тоа значи една мултипотентна протеза која може да се јавела една протеза за 100 солуции. Така да таа се користи и ден денеска се користела кај случаи поготово кај туморската хирургија, каде што 2/3, да кажеме, од бутната коска вие ќе жртвувате со околното ткиво, а човекот пак ходи, значи не осеќа тегоби, ја заменува коската. Да. Буквално. Дали оваа метода се уште се користи само во Филип II или ја има применето и некој друг во земјава? Искрено ви кажам, знам дека после нас, неколку години после нас, неколку протези се вградени во други болници, и тоа кај нас е ова рутина. И не е само на колк, него е рутина на колено, рутина е на рамо и така. Значи инверзно значи таа прва протеза на рамо ставена во Македонија. Инверзно значи протеза која не личи на нормална протеза, има функцијата на рамениот зглоб. Значи се е обратно него што треба да биде, а сепак е рамен протеза. А претходно овие пациенти патуваа некаде веројатно во странство, тоа значи дека сега нема потреба да го прават тоа. Искрено да ви кажам, тие пациенти значи доаѓаа во приватна втора болница, значи една имаше пред нас ортопедија приватна и ние бевме втора веднаш после нив што се отвори. Пациентите прво доаѓаа нели во тие приватни болници, прашаат може ли нешто да се направи. И тогаш почнаа да си доаѓаат кај нас бидејќи да, викаме ние можеме да го направиме. Да, сигурно го барале решението го барале надвор од Македонија. Така. Какво е вашето искуство во однос на вградувањето на овој нов метод, на овие протези? Тоа веќе не е нов, тоа е веќе рутински метод. Да, тоа е наша гордост, мислам, на технологија, на оперативна техника, што е направена. Искуството е повеќе од одлично. Значи, досека, верувајте, немаме се уште, си немаме направено
nije ревизија на некоја таква протеза, ниту пак некој пациент се вратил и се пожалил. Правиме follow-up следење на пациентите, се во многу добра кондиција и одлично се чувствуваат и си го живеат својот живот. Така, тоа ми беше моето следно прашање, но вие веќе го одговорите. Но ги споменавте претходно инфекциите. Да. Колку е честа појавата на инфекциите при вградување на протези или било какви импланти? Дали може да се случи тоа? И ако се случува, зошто? Видете, значи, инфекцијата е, се имаме на своја дефиниција, ноќната мора на секој хирург. Значи, не само на ортопедскиот хирург. Нормално се јавува после сите видови и типови на интервенции и хирурги, да, во мал број, водени се статистики на, значи, исследувања, истражувања, одбранети се докторати, организирани се конгреси на таа тема. И секој тип на интервенција, во зависност од регијата, во зависност од тоа што се прави, значи дали е голема интервенција, средна интервенција, мала интервенција, проследен со одреден посто на компликации. Во една од тие компликации, значи, се јавуваат и инфекциите на перипростетски околу, значи, протези или околу синтетскиот материјал, кај имплантите што се вградуваат кај скршеници или разни типови спортски повреди, да не ја ширам работата толку многу. Така да, некој си 1.2% од популацијата која е подложена на ортопедска хирургија на вградување, значи на одредени импланти, материјали кои не се нели биолошки, кои се сепак легури од метали, е подложна на појава на инфекција, кои може да бидат доцни, кои може да бидат рани. Не можат никој пат да се десат веднаш утредента. Рани се случуваат од, да кажеме, 5 до 10 ден, потоа имаме доцни кои се јавуваат од 21 ден, некој пат може да се јават и месеци или година-две после првобитната инфекција. И тука веќе факторите за кои се јавуваат тие инфекции се големи. Затоа пак се вратиме на прегледот. Кој пациент ви дошол? Дали има проблеми со завите, дали има проблеми екемашки со простата, бешика, дали има чести уринарни инфекции, дали има диабет, дали има коморбидитети, значи на оклузија на артерии, недостаточност на оксигенација, хронична белодробна болест. Значи се и тоа поврзано. Нашите пациенти у Филип II, значи 90% се коморбидитети. Имаат една најмалку, а некои со 5-6 коморбидитети, други болести, кои се високо рискантни при ваков тип на интервенции за појава на одреден тип на компликации. Така да, си имаме ние протокол предоперативен кога е во прашање планирана интервенција, елективна, и протокол кај хитни случаеви, кога веќе тука мораш да го направиш тоа, не би за да човекот стане, оди да се оправи, да не се залежи во кревет и да као компликација од скршеница не почине. Така да, со тие протоколи ние предоперативно ги исследуваме пациентите и го смалуваме ризикот, значи од оние придружни работи кои може да доведат до инфекција на најмало можно ниво. Но, и да го сведете највеќе, пак имаш 1,2% шанса да се јави инфекцијата. Инфекциите, значи, кога се предизвикани од бактерии, се тие оние правите инфекции, нели? Тоа зборуваме за перипростетска инфекција. Некој пат и пациентите ги буни, рече имам инфекција, а в суштина не е инфекција, се работи за асептичко разлабавување на протеза. Може да дојде до скршеница на коскен цемент, разлабавување на протеза, иритација, значи на зглобна, на синовијална течност и до појава на некој течење од некаде, значи зголемена секреција. Потоа може да биде една од инфекциите, од компликациите и металоза. Металоза као асептичко, значи реакција на телото на метал, на разни легури. Тоа не го гледаме ние во нашата болница ради типот на имплантите кои ги работиме и легурите. Меѓутоа, она што го вадиме кај одредени пациенти, гледаме од брисови, од испитувања, од патохистологија, дека не се работи за бактериска или бактериска инфекција, вирусна нема инфекција. Тоа може да биде инфекција само на зглоб без имплант. Така да,
тие случаеви се и подобри за решавање, нели? Кога не треба да се борите плюс против еден микроорганизам кој е живо суштество и кој го нарушува, нели, имунитетот на човекот. А правите инфекции, значи, може да бидат предизвикани од грам негативни и грам позитивни бактерии, кои ако не се третираат како што треба, може да донесат до една хронична инфекција, до хронична деструкција на зглобот, на коската и до еден неповолен ризик за крајниот исход на пациентот. Така. И сега, какви се третманите кои што вие ги применувате во однос на инфекциите? Значи, во инфекциите и тука сме лидери во Македонија. Затоа што од оној стандарден протокол кој ја бев учен, која работев во мојата матичната болница, каде што специалира во бившата војна болница, значи си имаше еден стандард на третман на перипростетски инфекции, како треба да трае, кога треба тоа да се извади, па колку време треба проточни дренажи или антибиотици по протокол 6 недели, па чекање да се симнат сите инфективни маркери во крвта, индиректно што ги зимаме, па да видиме дали повторно нешто ќе направиме или ќе го ставиме така или ќе направиме вкочанување на зглобот и тие работи. Исто Филип II инвестира во таа технологија многу како болница. Значи се воведе вакин стил третманот, кој само кај нас се прави. Тоа се посебни машини, се воведе Versajet техника на чистење интраоперативно и во соработка, значи, со познатиот професор Коц во Австрија, каде што и дошол и сме биле на едукација. Веќе работиме на случај, значи, еднодневен третман кај перипростетски инфекции, се во еден акт денес. Така да, оние искуства што ги имаме собрано како хирурзи кои го работеле традиционалниот конвенционален третман, кој траел со недели, месеци, со болнички денови, значи безбројни болнички денови, па постојат департмани во Македонија, значи каде што месеци пациенти се лекувани од инфекции на коските и на зглобовите. Потоа ние дојдовме до еден 3-неделен третман со првите вакин стил третмани, кога се воведе на вакин стил третманот плюс Versajet, значи тие се намалија на недела дена, а со новата технологија за интраоперативна стерилизација на семејниот имплант кој се вади и става повторно, версаджетира и се направи плюс, да кажеме, и озон третман на самата коска и околните ткива, веќе резултатите се запрепастувачки добри, значи кај случаевите со еднодневна, значи операција која обично трае 2,5 часа, кога све се прави одеднаш и повторно се затвара зглобот, а се добива функција, нели повторно, веќе имаме изворедни резултати, значи на непојавување на инфекција подолго од 1 година. Тие пациенти веќе ги следиме, значи веќе година дена како се прави таа процедура, значи на во еден акт лекување на перипростетска инфекција, така да сега за сега од тој фоллоуап што го имаме сме задоволни. Веќе сме на ранг на една болница во Австрија, на АК Хоспитал, на болници во Германија, на болници во Словенија што го прават тоа што го практикуваат. Никој пат не го забораваме ние конзервативниот третман, нели? Меѓутоа овој третман сметаме дека веќе и колку и да има трошок во истиот, не е тоа некој голем трошок, има многу работа за хирургот. Значи требате се да направите во еден акт она што би го правеле 2-3 недели поред. Да, екипата мора да биде спремна, мора да има стерилни услови par excellence, значи, мора се да биде спремно, се да тече како што треба, најмалку да се оштети ткивото, ако има потреба да се пресади ткиво, коска, не е битно, модуларните протези се тука со тие додатоци, да ни заменат дел од коска, да ни ја продолжат коската и ги добиваме посакуваните резултати. А кога најчесто се јавуваат инфекциите? После колку време од самиот хируршки третман? Може ли подолго време да се јави инфекција? Лично ние као да, може. Имаме инфекции кои во зависност од самата состава на пациентот, значи ако имате вие еден реуматичар кој е
на терапија со неколку типови на лекови кои едноставно колку помагаат, толку и го уништуваат имунитетот, а они се плюс имунолошки компрометирани заради реуматој автоимуна болест, неле? А веќе ризикот за инфекција кај тие луѓе од 1,8 се качува на 25% од една таква интервенција за примарна да кажеме протеска замена на колен. Сепак со тие предоперативни нели сите работи и третмани и протоколи тоа се намалува. Меѓутоа кај тие луѓе може да се јави многу брзо, значи веќе 5-тиот, 7-тиот, 10-тиот ден може да се јави. Во мојата кариера сум имал појава на 1-2 такви случаи, сум имал. Обично одложено се ова, тука некаде после 21 ден до 2 месеца од интервенцијата. Така да полно причини влијаат, значи квалитетот на кожата, под кожата, начинот на затворањето. Ние денеска више не шиеме, користиме клипси. Мислам, сите работи се прават за намалување на тие ризици. Диабет, придружени некои болести на кожното ткање, на самата кожа, аутоимуни болести, сите тие влијаат. Употреба масовна на кортикостероиди кај одредени болести, значи каде што имате еден многу лош квалитет на мускулите, на обвивките на мускулите на подкожето, да, може да... Кожата е брана од инфекција. Ако не е во крвта, значи во бубрезите, во урината, сепса, било каде, или уринарна инфекција која може преку крвотокот, нели тие бактерии да дојдат околу имплантот, тоа се ендогени инфекции, најчесто се екзогени. Значи мора да влезе таа бактерија некаде околу раната тука. Исто така многу битна е работата на хирургот. Значи едно е да вие завршите протеза за 45 минути до сат, а друго е за 3 до 4 сата. Имате травматизирање, гмечење на ткивото, оставање на ткивото без кислород, и тоа ткиво тешко се оправува. Си има еден биолошки процес кога тој процес на некроза треба нашиот имунитет со леукоцитите да го исчисти, па на негово место нели да дојде ново заместително фиброзно ткиво. Мускулинера со тие со ожилјак се затварат, само коската се регенерира. Так. Коската е единствено ткиво која од коска се прави коска. Нема лузна на коската. Така. После сите овие третмани и дали пациентите примаат било каква терапија во однос на таблети или примаат некакви инекции или тука се завршува? Стандардниот протокол, значи, ние мора да детерминираме со кого си имаме работа. Името и презимето на причинителот. Значи, ако е бактериска инфекција зборуваме. И секој пат го имаме тоа. Во Филип II денеска има нешто што е сон за многу земји во регионов и пошироко во Европа, се како генетска лабораторија. Така, точно. Значи, осим тоа што имаме таква лабораторија, ние одма го имаме резултатот за 2 сата. Кој е? Па второ, таа лабораторија испитува генетиката на микроорганизмот, на што е осетлив, и на човекот, дали тој лек даден кај таа личност ќе ја убие таа бактерија. Значи, веќе нема да идете преку антибиограп, СР, значи сензитивно резистентно, ова ќе дам. Значи, сум решил ова да го дам, најнетоксично. Ова веќе ни кажува кој е кај тој организм со таа ДНК структура што има. Так, човекот, кој е вистинскиот лек, на кој е осетлив. Така да ние сме адвантичи, една голема предност. Значи, тука сме квантен скок имаме за разлика од другите установи во нашата ни држава. Да. И сега сосема за крај, кои се вашите препораки еве за пациенти кои што нели сте извршиле хируршки третман, можеби имале инфекции, сте го заокружили тој процес. Кои се вашите препораки за самите пациенти, како да се однесуваат во иднина? Значи, за сите пациенти важи најдобрата превентива од инфекција моментот на одлуката на првата интервенција. Да си го слушаат својот лекар, да го исполнат сето она што се бара од нивна страна. Значи, никој пат да не се каже, треба да ставам, карикирам, колк, утре ќе го направам тоа. Не, тоа е лективно, спокојно. Значи, само скршен колку веднаш треба да се направи. Треба комплетно испитување, да се направат сите оние инвестигации, да се смалат ризиците. Значи, тој момент почиња одбраната, значи превенцијата од инфекција и тогаш, нели, кога се ќе биде сведено на нула
на најмал можен ризик, да се одлучат за интервенција. Што дали е лето, дали е зима, прашуваат туѓе, па било врукина, не било врукина. Така многу често тоа се Да, јавува. видите во една атмосфера како што има во Филип II, каде што воздухот е поинаков, нели си има своја климатизација, свои филтри во болницата, значи тој воздух е пречистен, а со антибактериски, секакви антивирусни, сите типови, значи со друг тип на вода користиме со посебни филтри, е сведено на минимум. Во болници каде што имаме отворени прозори, нели муви кај што лазат, тоа веќе важи. Значи во нашата болница тоа едноставно било кој период од годината нема никаков проблем, бидејќи температурата секој пат онаа што е препорачена, 21 степен. Так. Во болничката соба, во оперативен блок, зависи кој тип на хирургија, каква температура ќе добие, стерилноста е на најголемо можно ниво, така да ризиците од таа работа се сведени на минимум. Така. Доктор Младеновски, јас ви благодарам за вашето гостување во К1 телевизија во емисијата Живе и здраво и за вашето елаборирање вечерва на оваа тема. Се надевам дека бевме пријатно друштво за вас и вие имавте убава вечер. Ви благодарам уште еднаш, прекрасно беше да се биде ваш гостин, се надевам ќе се видиме пак. Се разбира. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ве поздравувам и се разбира, ви закажувам нова средба за 7 дена со нова тема.